Постојат настани во историјата на една држава кои не се мерат со време, туку со болката што оставаат зад себе. Трагедијата во Кочани е еден од тие настани. Тоа беше трагедија на еден град, но и трагедија која потресе целата наша држава и која за секогаш ќе остане врежена во колективното сеќавање на нашето општество. Изјави денес во своето воведно обраќање премиерот Мицкоски на меѓународната конференција за институционалните и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани. Оваа конференција е обид трагедијата да се претвори во знаење, искуството да се претвори во лекција, а лекцијата во конкретни решенија. Една година по трагедијата во Кочани, нашата обврска е да се сеќаваме. Да покажеме дека општеството и институциите се способни да учат од трагедиите и да изградат посилен, побезбеден и похуман систем. Трагедијата во Кочани остави длабока рана во нашето општество. Во една ноќ се прекина животи, се променија судбини и се отвори болка која ќе остане долго во сеќавањето на нашата земја. Во тие часови цела Македонија застана. Веста се прошири со брзина која носеше неверување, страф и тага. Секој граѓанин ја почувствува тежината на настанот. Во тие моменти не постоеше ниту политика, ниту поделби. Постоеше само тишина и чувство на длабока загриженост за луѓето кои се бореа за живот. Трагедијата ги погоди најсилно семејствата кои ги изгубија своите најблиски. За ни времето се мери со спомените, со празнината која останува и со секојдневната борба да се продолжи понатаму. Посебна чест е што денес со нас се лекарите и медицинските експерти од странство, кои во натешките денови по трагедијата беа директно вклучени во лекувањето на повредените. Изјави меѓу другото министерот за здравство Азир Алиу. Посебна чест е што денес со нас се лекарите и медицинските експерти од странство, кои во најтешките денови по трагедијата беа директно вклучени во лекувањето на повредените во нашата држава. Вашата професионалност, солидарност и хуманост ќе останат длабоко запаметени, искрено ви благодарам многу за тоа. Во миговите кога секоја минута значеше надеж, вие бевте вистинските, пожртвуваните сојузници во борбата за секој човечки живот кај нас. Во тие денови, дел од тешките повредени пациенти беа транспортирани за лекување во странство, беше потребна солидарност и од другите држави која што навистина ја имавме. Благодарност до медицинските тимови од Израел, Србија, Бугарија, Велика Британија, Белгија и Чешка, кои во првите 48 часа дојдоа во нашата земја и се приклучија на напорите за лекување и транспорт на повредените. Исто така, искрена благодарност и до медицинските центри во Србија, во Хрватска, Турција, Австрија, Белгија, Бугарија, Грција, Италија, Литванија, Полска, Словенија, Унгарија, Шведска и Шпанија, кои веднаш отворија врати, ги згрижуваа и лекуваа нашите пациенти. Нема да го заборавиме ниту Романија и Луксембург, кои помогнаа во транспортот на повредените во овие земји. Посебна благодарност упатувам до повеќе од 400 здравствени работници од јавните и приватните здравствени установи во нашата држава, кои во тие денови работеа со исклучителна пожртвуваност, концентрација и професионализам. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски потенцираше дека во најтешките моменти Македонија доби силна меѓународна поддршка, каде партнерските држави и нивните здравствени системи веднаш ја понудија својата помош. Бидејќи оваа конференција не е само професионален собир. Таа е символ на солидарност, на човечност, на пријателство што се покажа во еден од најтешките моменти за нашата држава. Трагедијата во Кочани не потсети колку брзо може да се промени се. За неколку минути едно обично утро се претвори во длабока национална болка. Во тие моменти кога секоја минута беше пресудна,
Токму поддршката од вашите земји, вашата посветеност, знаење и хуманост помогнаа да се спасат многу животи. Вкупно 115 пациенти беа згрижени и лекувани во странство, благодарение на подадена рака на наши партнери и пријатели. Секој испратен пациент значеше нова шанса. Можност еден млад живот да продолжи да живее, да сонува и да ја гради својата иднина. Во тие часови знаевме дека мора да делуваме веднаш. Заедно со председателот на владата, со лекарите, со крижниот штаб, ја мобилизиравме целата држава. Ги активиравме нашите билатерални контакти и го активиравме Европскиот механизам за цивилна заштита. За само неколку часа започна транспортот на повредените низ болниците во Европа, а во нашата држава почнаа да пристигнуваат доктори од целиот континент, па и поширок. Тој ден кога сирените на возилата на брзата помош ја пресекуваа тишината и тагата, за мене како министер искрата на охрабрување беше единствено подадената рака и понудената помош од моите колеги, министрите за надворешни работи од пријателските земји. Во тие тешки денови се покажа дека вистинската сила на дипломатијата е меѓународната солидарност.